Здраво живо на сите, петок е и време е за уште една епизода, а како сме полни со импресии од неделава што пројде, не знам од каде да почнеме. Да почнеме со ред. Прво што сакав да спомнам е пласманот на Вардар на Final Four во Келн. Трета година поред, мислам дека се прв клуб што им успева ваквов подвиг, значи трета година поред се наоѓаат меѓу четирите најдобри екипи на стариот континент и воопшто во светот нормално. Кога сите ги отпиша, сопственикот кажа дека на крајот на оваа сезона заминува, се создаде една лоша атмосфера, тешка да речам на некој начин, на сите ќе им недостига ваков моќен Вардар и финансиски, и со играчи секако и со услови за работа, али ракометарите покажаа огромно срце. Нормално, кога мислевме дека све е готово уште на првата утакмица, знаете дека ракометот е спорт за инфаркти, посебно со нашиве клубови и клубски и репрезентативен, и втората утакмица беше доста густо до пред 15 минути пред крајот. Али честитки за Вардар и нормално ќе ги пратиме на Final Four во Келн. За нас ќе биде сигурно интересно исто колку и финалето од Лига на шампиони, пошто мислам дека се паѓаат во исти викенд, така? Така е. Лига на шампиони во фудбал. Па вакви две полуфиналиња, ја од кога сум жив и од кога пратам фудбал воопшто, во Лигата на шампионите не памтам. Да, се дешавале пресврти, се дешавале чуда, али тоа што се случи неделава што пројде е рамно на магија и на невозможно едноставно. Прошлата епизода ги тролавме навивачите на Ливерпул, ги прежаливме, 3-0 се изгуби од Барса, Салах повреден, Фирмино повреден. У Англија не им личи добра работава, Сити не кикснува ни подразно и видовте што се деси. Тоа што се случи на Енфилд е магија. Тоа што е симптоматично е што на Барселона им се случува втора година поред. Значи лани испадна од Рома, дома тепаа мислам дека 4-1, во Рим 3-0 и си ги спакува куферите за Барса. Оваа година истото им се случува против Ливерпул. Значи ќе треба таму Валверде да даде одговори на местата кај што треба. Во второто полуфинале би кажал дека пресвртот што се случи е уште поспектакуларен. Тоа е зашто Ајакс има водство 1-0 од првиот надпревар, после прво полувреме водеа 2-0 и кога на 45 минути до крај никој, мислам, почна да објавуваат по Facebook трол фудбал и овој оној дека си у финале на Лига шампиони и слично, на сцена стапи Лукас Мура. Мура, мислам дека и првиот пат кога се повреди Кейн, си даде хетрик во Премиер Лига и малце најави дека може да се смета на него, али пак и тоа што го направија Тотенхем е еднакво на чудо. Немој да заборавите дека го играа над преварот и првиот и вториот со Ајакс без Хери Кейн, што им е буквално играч number 1. И по мене сосема заслужено се пласираа во финалето. Тоа што Ливерпул и Тотенхем се пласираа во финалето на Лига на шампиони е уште еден доказ за една теза што ја зборевме и неколку епизоди поназад, а тоа е дека Лигата на шампионите е специфично надпреварување и освен тоа да си добар, константен во формата, ти треба и многу среќа и треба да се склопат коцките. Има некоја магија во Лигата на шампионите и не секогаш ја освојува најквалитетниот тим. Со првенството е друго. Има 30 и кусуру кола, се игра преку цела година, таму не можеш да кажеш дека некој на среќа освоил или не освоил. Али во Лига на шампиони често одлучуваат моменти. Тука ја затвараме темата за Лига на шампиони све додека не дојдеме до финалето, а ваша задача е во коментар да тагирате по некој фан на Барса и нормално малце да ги троламе. На нив им дојде редот. Да се вратиме ние на кладењево и на тоа што ни се деси со тикетите од прошлиот викенд. Направивме брливи тикети, бркавме коефициент за да освоиме прво место моментално на надпреваров за джипот и како ни тргна прва утакмица Јувентус Торино 2x. 17 коефициент. Бам! Фатена! Како убаво ми дојде. Имаше и од вас што пише и во коментари и во пораки, што приметија дека закачивме огромна квота. Ја дури на колегиве тука што работат администраторите на социјалниве мрежи, им запна пуше вечерта. Дајте објавете, сме фатиле 17 квота, ни тргна тикето, вака така и нормално направив маляр. Фатив муше две утакмици, Лацио со Аталанта си влезе гол прво жглап и у понеделникот Сити со Лестер икс у кец.
убави коефициенти нормално, бевме многу блиску да ја фатиме и Ливерпул со Нјукасл во гости X во 2. И не знам што му требаше на Салах пред полувреме да даде гол, али дека му биде сега тоа бркаат шампионска титула. А со тоа што се деси со Тотенхем утакмицата, значи стварно немаше смисла. Тотенхем човече 2 директни црвени картони добиваат, не можеа да припарат после второ полувреме до гол и нормално место X2, X кец испадна. Ние што промашивме, бевме блиску малце еден период, се надевавме, али тоа е тоа. Останува на вас да играте, бидејќи 19-ти, еве го кај. Надпревари има, квотата е се уште непромената од прошлиот викенд. Ако не се промени во вие неколку часа од снимањето на емисијава до објавувањето, играјте, праќајте предлози во инбокс или во коментари. Знам дека ќе имаме многу поголема квота од оваа што сега е водечка моментално. Нека ми извини тој што води, али на него не му е забравено да одигри уште некој тикет и да иде нагоре со квотата, нели? Кога сме кај бркање на најголемата квота и джипот, имавме 2 страшни тикети изминатава недела. Кој не следи на социјалните мрежи може ги видел, кој не, морам да кажам, значи имаме еден дечко бркал 8213 квота. И си фатил, мој човек овој, 2 утакмици, гол го прво, гол го второ. Има уште една 3+2+ кец X2 и само една го зафркнала, гол го прво, гол го второ. Ова не знам ли да изговорам. Реал Еспања, UNPNFM. Кои да се овие? Полувреме е 1-1, на крај 1-2. Значи само голче му фалеше да избие у пол позиција за джипот. А другиот за мене тикет е уште потрагичен, значи квотата е помала, 7093, ама и со таа би бил на прво место, нели? Фатил огромни коефициенти. Има 1-7 плюс Белененсе со Спортинг фатено, втора 7 плюс Сан Лоренцо со Либертат. Иначе, пошто папата беше у Македонија, папата навиол за Сан Лоренцо. Тоа дознав, само да знаете. И луѓе мои го зафркнуваат 4 плюс 1,70 коефициент, Црвена звезда со Младост. Нема смисла, стварно. Нема смисла. Дојде време и да си направиме тикет. Тука ме убедуваат да правиме тикети за Game of Thrones, за Евровизија, за едно за друго. Ја ги си направам за фудбал, а после ќе поделам по некои совети за останативе работи што може да се кладите. Овој викенд ќе фрлам 3 италијанци да ви кажам на тикет. Први што ги бирав, ми се ги Аталанта со Дженова. Оваа играме чизкец, Аталанта се ујака игра за Лига на шампиони. Значи тоа ако се деси ќе ми се направи многу мерак, пошто работат макотрпно на долги стази, играат со млади фудбалери, наоѓаат по некој искусен, значи прават убав проект италијански, најавија сега дека и стадионот ќе го реновираат и мислам дека во наредните неколку години во Аталанта имаме уште еден тим што ќе влезе меѓу оние топ италијански клубови и што ќе има што да каже па и во Европа. Верувајте ми, ако не сте ги гледале, да си фатите по некој утакмица да гледате. Играат како Ајакс лично, значи. Само тоа да кажам. Понатаму имаме Фиорентина, Милан. Ова не знаеш кој од кој погреота. Милан тргна убаво сезонава и на крај искочија. Луѓе, што се деси со луѓе што сакаат као да не ќе да играат Лига на шампиони. Милан се утепа од губење, Интер се утепа од губење. У Англија Тотенхем, Арсенал се изнагубеа, Челси, Манчестер Юнајтед да не правам муабет. Имаше на онаа трол фудбал на Фејсбук ако го пратите, вратата од Лига на шампиони отворена и никој не ќе да влезе, седат со дресове од околу. Така се понашаат и на терен. Нема везе. Фиорентина, Милан, гол го прво. И даваат и примаат голови, нема што да се мислам. И имам уште една, Рома се надеваат на Лига на шампиони, али им гостува Јуве. Оваа ќе одиграме, иако мислам дека ќе биде двојка, ќе одиграм оваа гол 3+. Толку од италијанциве. Кај ни беа? Не толку. Палермо со Цитадела, Италија 2. Кец, фикс. Не правам муабет. А од тие што сакаме да ги тераме у Лига нагоре, тука се нормално и Лиц, илјада малери и ми спо направивме сезонава, ќе ги изиграме и сега, играат плейоф со Дерби, оваа ќе одиграм 0-2 гола. Мислам дека ќе биде тврда утакмица
Еве, дерби со Лиц 0-2 гола. Колку имаме? Ќе ви ставам уште една. Ќе ставам од белгици една. Ја гледав. Еве. Бриж со Генк 4+. Ако некој мисли поинаку, нека пише у коментар. Стајте ги на екран да си препишат луѓето што сакаат да препишат или да си направат некоја комбинација од овие утакмици. А нормално, ако имате попаметни идеи и предлози, со нетрпение ги чекам во коментари, пошто и прошлиот викенд имавме доста корисни, да кажам, совети. За тие што име преку глава фудбал, имате и друго закладење. Game of Thrones веќе знаете. Ево само една мала препорака ќе дадам до тие што не сакаат да гледаат спойлери, значи сакаат да си ја гледаат сезоната како што треба, подобро не отварајте билтен. Кога ќе видите коефициенти, кога ќе видите за некој 1.05 дека ќе умре или не знам 1.05 дека ќе преживее, и на штрек го гледате цело време, мислиш сега ќе го тепат, али не се дешава све баш така како што се коефициентите. Така да, ако мислите дека знаете како ќе се развива приказната, слободно кладете се на Game of Thrones и пишете и некој коментар ако гледате Game of Thrones, да знаеме што мислите, како мислите дека ќе иде серијава. А за тие што сакаат скроз нешто друго, следнава недела имаме Евровизија. Имате во Моцарт коефициенти, од мене само еден совет, ја мислам дека Тамара ќе оди во финале оваа година. Има убав коефициент, мислам дека ќе преде во финале и дека ќе биде меѓу најдобро пласирани од балканските држави. Има и такви коефициенти. Треба да истражите и да видите што да се кладите. Како тргна неделава со возбуди, си изнавртевме еден куп различни теми, од ракомет, фудбал до Евровизија и Game of Thrones. Доста е за овој петок. Се гледаме наредниот со лесно викендов со кладењето. Поздрав!